Сутринска на Тилма продолжуваме и излегуваме надвор од студиото и на лице место заедно со Марија. Ја најавуваме манифестацијата која што ќе се случува наскоро, поточно само за 2 дена, на 15 мај, на еден убав ден посветен на семејството, а станува збор за манифестација со наслов Христијански вредности, традиција и патриотизмот како столбови на едно македонско семејство. Повеќе за ова и за оваа манифестација или водители Марија ќе не информира во продолжение. Добро утро, Марија. Добро утро. Добро утро и до вас. Токму така ќе го најавиме настанот кој што ќе се одржи овој петок на 15 мај со почеток во 18 часот и 45 минути токму овде во паркот Јана Сандански во населба Аеродром во Скопје. Станува збор за настан всушност каде што ќе бидат промовирани македонските вредности, македонската традиција, култура и ќе може да се слушнат, се разбира, македонските народни песни. Од што се состои поточно програмата која што всушност и настан кој што всушност се одржува четврти пат по ред. Во продолжение слушаме многу повеќе од организаторот Дејан Гавровски. Добро утро и добро дојдовте во Утринската на Телма. Добро утро до гледачите на Утринската на Телма. Во петок на 15 мај на меѓународниот ден на семејството по четврти пат ќе се одржи манифестацијата Христијанските вредности, традицијата и патриотизмот, столбови на македонското семејство со почеток од 18:45. Оваа година по четврти пат водител на манифестацијата последователно е Ирена Спировска. Учесници се ансамблот Јонче Христовски, хорот Вања Лазарова, две имиња кои што се историски пеачки имиња, традиционални за Македонија. Меѓутоа тука па имаме и една млада пеачка Стојна Николова која ќе испее песната Аманет и уште неколку песни. Групата Дани Бенд, Данчи и Тони ќе отворат манифестацијата со химната на Република Македонија и ќе испеат Дали сум пиринка, Егејка, Вардарка, јас сум македонка, што ќе упатиме една порака. И имаме кумановката аматер актерка Лијана Тричковиќ. Она пак ќе не подсети како на времето се даваше благослов кога ќе се роди дете, тоест ќе го изглуми благословот на манданата. Со оглед на тоа напоменав дека четврти пат поред се одржува овој настан. Колку всушност е добро да се одржуваат вакви настани во континуитет и колку всушност има заинтересираност за ваквите настани каде што се нуди всушност промоција на самата македонска култура и традиција. Секако дека е добро затоа што македонскиот народ е народ кој што си ја сака и почитува својата традиција, кој одржува црковни собери и манифестации години и години наназад, и секако дека една ваква манифестација, особено кога организира едно мало здружение Македонски Аманет, Македонец за македонец, со поддршка на општината Аеродром, меѓутоа главен организатор е Македонски Аманет, Македонец за македонец, секако дека значи тие дечиња што ќе дојдат со своите дедовци кога ќе го видат ансамблот во народни оригинални носи, тоа буди една емоција од чукун дедо, не од прадедо, и секако дека има значение што повеќе да има такви манифестации, особено во главниот град и особено во една урбана општина како што е општина Аеродром, сигурно дека има значение таа манифестација. Верувам дека и како што рековте буди такви емоции кај самите помлади кои што присуствуваат на таквите настани. Ќе ве прашам всушност и вашето здружение за што поточно се залага и какви се настани и активности ќе организира во идниот период или пак организирал досега? Па тоа е и целта на нашето здружение, кое е здружение за чување и негување на македонската традиција. Ние имаме канцеларија која е еден мал музеј, има сите историски елементи се вметнати во таа канцеларија, некогаш ве поканувам и таму да дојдете. Го организираме Линденскиот пешадиски марш, оваа година ќе биде трета година, значи пешки од црквата Свети Спас до Крушево, до Мечкин камен. И 2 години учествував јас, првата не успеав за 30 на километри да стигнам. Минатата година стигнавме заедно со Степчо Куманово и го поставивме темелот на тој марш кој верувам дека ќе остане во аманет и во традиција, што е нашата цел. Имаме трибини во канцеларијата, некогаш организираме и протести кога е потребно во одбрана на македонските национални интереси. Се што е поврзано со чување и негување на македонската традиција, историја и култура е работа на нашето здружение.
Ви благодарам многу за одвоеното време. Навистина ми е драго што имавме можност да го најавиме овој настан и се надеваме дека ќе дојдеме и ќе го посетиме музеот кој што го напоменавте, воедно и ќе им покажеме на нашите гледачи. Јас ви благодарам за прв пат сум на Телма телевизија, се надевам дека ќе соработуваме во иднина во интерес на македонската традиција и култура. Ви благодарам уште еднаш. Верувам дека сите информации за настанот кој што ќе се одржи на 15 овој петок со почеток во 18 часот и 45 минути токму овде во паркот Јана Сандански беше од интерес за нашите гледачи, а се разбира дека ќе ги поканеме уште еднаш да дојдат да видат за што поточно станува збор, каква програма е понудена и да бидат дел токму од овој настан.